иди вамо, копеле, ела, копеле. Сите згрозени од оно однесување на оној советник, оно кочање, од кај тој бе, од левица ли е, тој така, овај револуционерно од левица ли, од СДС, тамо е негде, не знам, еве кажете ми појма, немам, не ќе да истражувам кој е, мислам, не се троши обично време на истражување на потекло, али да ви кажам, копеле! Тоа не е навреда. Вие не го свативте човекот. Он не навредуваше, он комплимент му даваше на другиот советник, не знам од кај беше другиот советник, веројатно спротивставен политички на него и некој, не знам, нема друга логика. Значи, копеле! Не е тоа навреда, уствари човекот само му кажа дека е копеле, дека игра копеле, затоа е копеле! Ако више збориме, значи тоа, значи, може вака, гледате колку е лесно да се спинува у одреден, само не им текна новие од негова партија, што се дали е левица, дали е СДС, немам појма. Не им текна. Еве спин, еве зашо ја треба да ви бидам спин доктор. Одма оправдање смислив, дека копеле! Не е копиле, него е тоа комплимент. Му каже, играш копеле, ко прославениот бразилски фудбалер за помладиве генерации да знаат кој е најголемата фудбалска звезда на сите времиња заедно со Марадона. Тоа е една работа, втора работа. Ако више, тоа е правило барем сегде, ако више тргнеш да тепаш, онда тепај. Сум ја кажал таа анекдота. Има еден феноменален филм, шпагета вестерн од Серджо Леоне, прославениот режисер, се вика Добриот, лошиот и грдиот. И има една сцена кај што лошиот тој што го, овој грдиот тој што го игра, Ели Валах мислам дека се вика глумецот, феноменален глумец, таа улога му е за Оскар, ја мислам. Таму играат Клинт Иствуд, овој Джек Паланс и овој Ели Валах. Мислам дека точно го изговорив. Има една сцена кај што иначе шпагета вестерн, нема нешто војна ово она. И овој една срушен хотел, горе, значи нема фасада, хотелов отворено, све влезено када и се риба со четка, не бања 2 години овој грдиот што го игра Ели Валах. И вака се, или Валас, не исправете ме, не знам више мозоков, а и 52 години. И вака се четка, си се бања у тоа кадата, и си се бања и влага еден лош тип, не го знаеме кој, прв пат се појава у филмот. Ама со пиштол вака уперен кон него. И почне да му збори. Знаеш ли ти кој сум ја? Ој вика не знам. Епа јас сум тој, се сеќаш тогаш и тогаш тој ден кога дојде ти тамо и дојде у куќата ми бараше некои пари, ја шо тандара мандара, па ми ги уби тука жената, брат ми, децата, трт, мрат и ми ги уби. И сега ја знаеш тебе што имам намера да ти направам. Сега има да те убивам куршум по куршум. Со првиот куршум ќе те погодам во лево уво, со другиот во лево маде, со третиот ќе те погодам у мишка, со четвртиот, и додека овој збори го држи на нишан. И одеднаш одекнуваат 3 истрели. Бам, бам, бам! И овој што влага, нели, у собава, што раскажува како ќе го уби овој грдиот во кадава, одеднаш онака погоден мртов, онака у агонија, пошто не очекува овој пиштол, овој фактички грдиов пиштолот му е ставен на патлакот тука, во вода, и не се гледа, овој си се онади, и овој кој влезе, нели, овој бам, 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 од кадата фактички. И овој пресмртна агонија, нешто као секој момент ќе падне мртов, и овој од кадата му вика, грдиов што го игра, му вика, if you have to shoot, shoot, don't talk. Ако мора да пукаш, пукај, не јади говна, не збори. Една од најубавите сцени според мене у филмот Добриот, лошиот и грдиот е една од најпоучните и кажува многу. Така да овој советник, ако више тргнеш да тепаш, брат, тепај. И обично кога тепаш не пред камери, бе, човек, сега тука знаеш камери, советници, новинари, овона. Знаеш у секој момент дека некој ќе те спречи да не пукне по голем срам, по голема брука, па да излезе еве како се мава тоа. Значи, ако више толку тој другиот советник или шој да беше тој ти згазил на жулј, ќе оначекаш у ВЦ, кога нема никој, на мочање ќе офатиш тука, ќе оздробиш, така се прави. Така правиле, нели, сите овие што ги имаме гледано филмови овој. Или ако можеш, брат, зашо да сега боксови, па може он да ти врати, може да е појак од тебе, ти вака го знаеш, мислиш дека си појак и му кажеш копеле, мислам не копеле, дојде, а сега тука, а знаеш дека те држат тројца, пред тебе има четворица, те држат тројца и ти нешто, копеле, дојде. Не брат, не. Него
фино лепо и ти, пиштолот, бам, бам, бам. Шо? Пократко ќе трае, како да ти кажам, бар знаел си завршил работа, вака што ќе се чукате пред камери, па не знам шо, па држ не дај, па тука адреналини, па тргање, борење, па смрдени мишки тука ќе се фатите тука. Не иде, значи некои работи, ова кога ќе почнете завршувајте ги, тоа е поентата на овој поучена сцена од филмот Добриот и лошиот и грдиот, што ја кажам. Инаку ако не сте знаеле, можете да видите. Тоа е генерално политичката култура у Македонија. Имате типови, симнати од планина, што ради препич или курч, или има некој влијание, авторитет, пари, поврзане со подземје, со партија, дошол да биде советник, нели, народот го изгласа затоа што е предложен од партија, не може би затоа што многу го сака, него е на врвот на таа изборната листа, едноставно влага. И се друга работа е што никој не им прави психолошка евалуација на нивните навики, табиети, културата што имаат продуховеноста. Па така у нашите општини често пати влагаат као советници разни неандерталци, аустралопитекуси, крапинци, тие се нешто над овој ниво, над вака духовен развој, но генерално пралуѓе. Така што уште многу во скора иднина, уште многу пати ќе се нагледаме вакви ситуации. Штета само што таквите луѓе ги плаќаме со наши пари и таквите луѓе живеат добро благодарение на нашите пари. Никој не му дал пари на него да покаже колку е јак у општина или у собрание или било каде. Дадене му се пари да направи нешто, тоест дадена му е плата, хонорар шо и да направи нешто за да го подобри животот во заедницата или во општината каде е поставен да биде тоа што ќе биде. Значи, поентата ми е, во иднина, кога ќе решите да се пресметуете едни со други, ова не е начинот со комплименти. Копеле! И дај вамо! Оди вамо! Да беше тоа у Скопје. Оди вамо, бе, фрајер! Оди да видиш ти ја сега! Оди, бе! Немам грло ко нидол се дера. Значи, не е така. Фино лепо. Извадете оружје, испотепајте се тука. Пред камери, бе, болико. Светот, ќе станете славни, бе, популарни, ќе пренесуе цел свет. А втора работа, позитивната е што ќе се ратисаме од голем дел од вас. Па веројатно тогаш партиите ќе смогнат сили, ќе соберат сили поправо. На тие листи за нивни кандидати, ако веќе немаат цивилизирани луѓе, културни, продуховени, образувани, веројатно во тој случај кој ќе се проречите со таквите огнени престрелки, вестерн двобој, веројатно тогаш на тие листи партиски ќе дојдат некои што стварно вредат, но доколку не се попаметни, попродуховени од лидерот, тоти кај нас обично некои партии лидерите се толку многу паметни, што никој не смее да биде попаметен од нив. Тоа е од прилика формулата на македонската политичка сцена. Значи, слободно вадете пиштолите, пукајте. Оти вака циркус прајање театар, оди ти јас сега, пушти ме, бе! А тоа никој не го држи. А вика, пушти ме, тебе да не ти ја учукам една. Пушти ме, он вака се фатил за столица позади. Пушти ме, моја мате, оди бе, ти оди. Не е тоа убаво за гледање. Нема доволно саспенс, она напнатост, филмска напнатост, нема доволно. Убаво е за еднодневен театар, е вака Фейсбук, она снимки на Фейсбук, клипчиња од ова комплиментите што му ги дава дека е копеле. Али тоа е краткотрајно. Али знаете каква вест е убаво да се испопукате онака. Па тука да има и невини жртви, новина, све у пичку материну. Тоа е кала курница, вестерн кафана да биде тоа. Да не се знае кој пие, кој плаќа. Да летаат. Ножеви, чаши, флаши, куршуми да шибаат, да рикошетираат.
тоа е вистински начин да ги прочистиме говедата од македонската политика, од советите во општините, да го исчистиме. Тоа е само очистување на примитивизмот, они самите ќе се чистат, нели, полека. Па да видиме, може ќе дојде тоа време кога асолни луѓе на место културно ќе дебатираат на име на тоа дека донеле различни планови, програми како да се подобри општината. А вакви театри, после она што се случи, поготово Кочани, не само што се примитивни, дегутантни, туку се и тотално не соодветствуваат на амбиентот во тој град, на ситуацијата и на степенот на цивилизација кон кој што стремиме да го достигнеме. Имајте убав ден, а порака до ваквите примитивци, не штедете на куршуми. И што пуни тука и пукај, братуче, пукај!